Борис Давидов е роден во село Сирково, Кавадаречко, 1947 година. Живее во Кавадарци. Завршил гимназија во Кавадарци, а потоа војна академија во Белград. Работел како офицер во Пула, потоа во органите на управата во Кавадарци. Повеќе години Давидов работел како професор, а потоа се занимавал со приватен бизнис, тргувал со Турција и Кина. Престојувал известно време во Австралија и Америка, а често е присутен во Европа, особено Швајцарија. Иницирал, учествувал во разни културни, економски и општествени збирнувања во Кавадарци. Регионалната телевизиска куќа продолжува со серијата на емисии со кандидатите за градоначалници за годинашниве локални избори 2017 година. Чувте кој е Борис Давидов на почетокот на оваа емисија. Сега го имаме Борис овде со нас во еден непосреден разговор во кој сакаме да го запознаете малку повеќе и за неговите планови како иден градоначалник, ако биде избран од вас, ако му ја дадете вие довербата. Му посакуваме добре дојде на Борис во нашето студио. Добро ве најдов и драго ми е што вака имате голем ентузијазам и почнувате нови почетоци. Кој беше мотивот Давидов да се кандидирате за градоначалник? Ами јас да речам да бидам по искрен, ова е четврти пат како се кандидирам и мотивот уште од почетокот е вербата дека овдека можеме ние да направиме попријатно место од општина Кавадарци. Изборот е наш. Ние од нас се зависи. Кавадарци, општина Кавадарци сме ние луѓето, а овдека има прекрасни луѓе. Имаме се што ни треба и нема никаква причина да се комплексираме од било што. Ни треба само повеќе самоодоверба во себе. Ја затоа често пати спомнувам, не треба да ги слушаме туѓите тапани кои не комплексираат. Да си ги слушаме своите. Во нас е се. Одлуката е во нас. Значи изборот е наш. Како Кавадарци ќе направиме, а можеме да го направиме навистина така како што. Ги имаме сите ресурси, што е најбитно, реков, имаме човечки ресурси. Вие никога ще се откажувате од вашата вечна борба за правда и остварување на вашите идеали? Мислам дека ова е мој избор. Добро. Јас си ги сакам овие луѓе. Мислам, нека личам популистички, може кој како сака да ме свати, но јас низ моите зборови, низ моите мисли, низ моите дејанија, дејствија и така, сум покажал безброј пати дека си го сакам овој народ и кога имало потреба, сум бил и напред. Секогаш со народ и напред пред народ. Да, те памтиме како така. Да, према тоа мислам овдека нема никаква демагогија или било што и мислам дека така некако треба да се однесува секој градоначалник, секогаш да биде со својот народ и тука нема да промаши. Ја синоќа бев во Сопот подосна за тоа ќе збориме такви прекрасни идеи што мене не ми паднале на памет. Еве толку години сум во оваа работа и така, меѓутоа луѓето, граѓаните и така натаму неверојатни идеи имат и желба да нешто се направи со Сопот и опште со цела општина Кавадарци. Како ја оценувате до сегашната кампања на сите кандидати што се на ова подрачје на Кавадарци? Да, и ја мислам дека е релативно добро, мислам непотребно, кандидатите прават тоа што може да го прават, мислам ние како кандидати, непотребно се жештат навивачките групи од партиите. Тоа го забележи. Ова не се фудбалски утакмици или други утакмици. Ова се избори наши локални за нашите локални прашања и проблеми и така натаму. Нема никаква, никој не треба овдека и нема да биде никој победен. Сите треба да победиме. Граѓаните треба да победат. Политичките партии што ако победуваат? Кога ние ќе победиме, прашањето мислам дека е тоа како граѓани, како општина Кавадарци. Колкава излезност од оваа позиција сега очекувате на 15 октомври? Јас очекувам и верувам во луѓето дека ќе излезат во што поголем број. Нема никој да се Кавадарци секогаш имало висока излезност. Голема излезеност, луѓето имат одговорност. Знаат тие дека ова се работи за нас. За нашата општина Кавадарци, за нашите состојби, какви ќе ни бидат во Кавадарци, за нашите деца. Дали ќе ги оставиме децата тука во поубава средина, поразвиена средина да ни живеат или ќе се заминуваат во еден правец. И за тоа можеме подоцна да поразговараме. Сега би сакал да бидеме конкретни. Што планирате да направите вие, ако бидете избран за градоначалник наредните 4 години? Прв приоритет. Јас често пати и со вас кога се збориме вака и со другите луѓе кога зборам. Прв ми приоритет и тоа мораме да го направиме пред сите други приоритети. Прво да ја стишиме состојбата.
меѓу себе. Да разбериме како луѓе, да разбериме само во едни пријателски односи, во духот на пријателството, заедно можеме да се организираме, можеме да работиме заедно и да останеме заедно и успехот е загарантиран. Вака, раскарани, замразени и слично, и тоа што ни го оставија нашите родители. Фабрики не оставија, убави згради, школи, се разруши. Се успеавме да разрушиме тоа за многу краток временски период. Само заради негативната енергија која имаме во себе, намуртени лица, ожолтени лица, не можеме едни со други како луѓе да се погледнеме, да комуницираме на еден природен начин, а сите сме комши и пријатели во фамилијата и слично. Значи едни предрасуди, едни заблуди ни наметнале пак некои политичари, некои медиуми, некои политички партии и така натаму не израскарале, уште од старо време вика овај раскарај па владај и така натаму, дивидит е темпора. Уште, нели? Значи тука е целата работа. Ние ништо нема да направиме, него ако за да не владеат шо полесно некои и така натаму и слично се фатиле за ова алатка, која е проверена низ целата историја од искона до денеска. Раскарај ги луѓето и тие меѓу себе ќе се карат, а ние ќе се тераме нашите бизнеси. Што ќе направите вие за овие 4 години? Прво ова ќе го права. За 4 години, не, мислам дека нема да ми биде ни 4 месеци потребно, за да ги хармонизираме односите меѓу нас. Почнувајќи од мене како човек, па сите околу мене тие луѓе со кои ќе се работам, мислам на администрацијата општинска, другата поширока администрација и слично на тоа, значи да сите да сватиме дека ние сме службеници, слуги на овој народ. Дека ние сме многу важни, тие службениците, исто како граѓаните, сите сме важни за да направиме напредок во општината. И тие треба да се радуваат на секоја постапка. Нема чекање, враќање назад, не е тешко да нешто направиме, не. Дали во една смена ќе работиме, во 2 смени или како тоа ќе го, нели, добро ќе биде, тоа не е помалку е важно работното време како, но кога ќе не дојде и човек, треба да биде ослужен, треба да се организираме така внатре во тимови и слично, да можеме веднаш да излеваме во пресед, дали тоа ќе бидат проекти, дали ќе бидат секојдневни работи, дали тоа ќе бидат некои пошироки програми и така натаму, значи само така може да функционира општината. Тоа е едната работа која ќе направи. Но секако дека прва работа, мислам меѓу првите приоритети и така натаму, ова целата рашомонијада и ова целата небитнина што ја имаме со лозарството, винарството и слично, на тоа ќе му се посветам. Како конкретно имате ли некои ваши мислам дека нема потреба да се залагаме како ќе ни го земат винарските визби, винариите 100% грозето. Тие со нив треба, како да кажем, на равноправни, на едни односи, на пријателство, соработка, партнерски, благодарам, односи, значи, како луѓе, пријатели, партнери, убаво рековте, да го земат 50% од виното, од грозето. Имаме тие да си направат вино какво сакат и така натаму, нормално, рокови, акредитиви во банката, сигурно плаќање, добри цени и така натаму, сето тоа може да се дотера. Да видиме што може општината, што можам јас како градоначелник во целата работа. Ќе барам помош од институциите, од владата и слично. Нема што тука да не се разбере. Јас сум сигурен дека тие ќе разберат колку е битен овој ресурс за нас во општина Кавадарци. За развојот на нашата општина и опште ние полниме и државната каса. Буџетот е надел преку акцизи и други и слично тоа. Према тоа лесно може. А другиот дел од производството на грозје треба да почнеме да размислуваме и ние да станеме трговци повеќе. Ако можеле браќата Велкови пред 130 години, 1885, да направат и гроздје да се обираат, и своје гроздје, и да направат вижба, и да бидат трговци и така натаму. Кај се нашите трговци? Каде сме ние трговците? Што е работава? Значи, треба, јас сум затоа градоначелник тука. За да ги охрабрувам, да ги потикнувам луѓето и да знаат оти некои стое. Јас кога викам, општината стое тука, со сите ресурси. Како институција. Тука сме за да разговараме, да видим. Сега имаме убав пример. Пеца Комец,
кав комерц и така натаму, тоа е исто добар. Има добри ладилници, има добри камиони, пазари, модерни пазари, така. И тој пример треба да. Можеме уште помали фирми да отвориме, уште други да се занимаваат со ова работа. Имаме грози колку сакаме, какво сакаме. И према тоа, знаеме, сите ние знаеме, синоќа ви велам, у Сопот правихме, сите знаат, тие ми рекоа, јас тоа го знам, 70 центи е кило грозе секаде околу нас. 70 центи, што значи тоа? Многу повисоко од нашите цена. 50 денари, да речеме, овак, Да. и така натаму. Значи, само тие произведуваат во Сопот 20 милиона кила грози во убави години. Поседуме сме 14 милиона евра само во Сопот. Целиот род овдека е толку од 14 до 18 милиона за цело Кавадарци. Замислите, ако ние вака ќе нисаме во други правци, дај да го преработуваме грозето. Аде се винарите, помоли, значи треба да ги охрабриме, да ги поттикнеме, ама не да ги оставиме на себе. Оти тоа треба некој, затоа реков, треба така да се организираме ние во почетокот, треба тука менаџерски тимови, да видиме ние, да ги помогнеме тие луѓе, да ги селектираме, да ги специализираме, ќе ги искористаме, а моите пријателства во Калифорнија ќе ги пратам. Што е тука страшно? Има други региони, со тие региони да се поврзиме кај што. Ева ни е Бугарија тука до нас и слично тоа. Значи, и јас друго, уште една работа, што мислам дека покрај ова со лозарството, можеме, нели, цела емисија за тоа да разговараме, секој ден тоа, години, нели, секаде го расправам. Но уште една работа, ние мораме да покрај овие вински патишта и се што ни треба овдека и така натаму повеќе. Економска зона, винска економска зона, не мислам заградена економска, не знам, во Овшка река или на друго место кај што е лозарството и така натаму, повеќе тука близко да може, нели, преку тие бели патишта едни во други и така натаму, овој вински пат да комуницираат, гости да ни дојдат од еден во друг и така во секое време, не да се заглават во кал до колена, туку белите патишта се затоа и на друг начин регионалниот пат да се пушти Кавадарци, Дисан, Демирка Пија, значи еден голем, целиот овој регион, бидејќи сме, така да ги не правиме овие манифестациите и така натаму на едно ниво како што доликува, да не виде светот, да се промовираме. Оти од овдека до Лубаш, односно до Скопје, ако не гледат нашите медиуми, толку му е дометот, до Скопје, ништо не правиме. Значи, тука нас треба да не заполни, имаме ние со шо да се покажеме, да се промовираме и да се промовираме. Друга работа што сакам да кажам, бидејќи е замрено и за нечистото, и трговските дуќани, дуќанчињата, овие занечиите скоро да ни исчезнаа и така, или сами на себе, на мала душа дотерани и така натаму, само со разни закани, со разни барања од нив, не знам какви такси и така, и слично, нема друго. Нема друго, ни се нуде да го направиме граничниот премин Пулјовец. И таа ерија, тој регион на Пела, кој е поголемо од овој овдека регион. Нели? Тука е Аридеја, тука е Едеса, Воден и така натаму, сето тоа. Замислете вие, не треба многу да замислуваме, да отидеме во Гевгелија да видиме како работат занечиите, како работат рестораните, хотелите и што се работи таму и како изгледа пазарот. Немаме пазари. Значи предлагате поврзување со пограничен премин овдека. Ние тоа тука неколку километра, само 3,5 километра од наша страна и нормална цела инфраструктура, тоа кога се вели граничен премин се знае и да заживее целата Бошавија, бивша општина Конопиште. Затоа што луѓето имат разноразни, да има работа за нашите овие заболекари, фризерки, овие ресторанџи и така сервиси, секакви, што се не му треба на тие луѓе, а пол си ги имаат во џебовите европските пари. Други стандарди. Колку се цените на пазарот во Гевгелија, колку се тука. Каков е нашиот пазар, како е таму. Какви се таму продавниците, бутиците и така што. Ние уште со панаџури овдека се расправаме. Но место да се отвориме, тие луѓе ќе не бидат, тие се и наши луѓе на крај крајва. Тука сме на границата едни со други. И сме направили Берлински зид измеѓу нас. Кој тоа ни смета? Значи, може, ние сме и тука во многу добри односи, но тие добри односи треба да ги материализираме, да го отвориме, тој да му одиме, да ни доаѓаат и така натаму, размени и слично. Зошто гројсто преку Албанија треба да оде во Грција? Оти ние не можеме ли тука одма да го продаваме? И така натаму.
Мој соговорник денеска во емисијата на регионалната телевизиска куќа Борис Давидов, кандидат за градоначелник на општина Кавадарци. Давидов, како би го решиле горливиот проблем со хаосот во сообраќајот и паркирањето во Кавадарци? Како градоначелник? Да. Убаво забележивте. Мислим, прашањето е навистина вака многу практично, секој ден го гледаме. Секој ден. Просто е неверојатно. Ама ние по вокација, како да кажем, сме малечко градче општина. И наместо да бидеме тих град, уреден град, пријатно место за живење, мало, 40.000 луѓе тука, околу 40.000, то таква не е вокацијата. Ама што ние се замислуваме? Нјујорк, Лос-Анџелес? Сега ние се надпреваруваме помалку и снобовски, ја не велам дека нема потребе од коли и така на. Меѓутоа, вакво користење, цел ден возикање, колата за до кафичот, за да си играш цел ден табла или да седиш во кафичот, тоа каде не. Колата, нели, се знае. Меѓутоа, тоа мора, тие катни гаражи, колку требат, 1, 2, 3, имаме место. Ја би посегнал, ево, пред нас е коритото овдека. Луда Мара. Зашто не можеме да направиме тука катна гаража врз Луда Мара, малку подигнато горе и пак од оздоа ќе си функционира. Кејот, све ќе си, ево улицата, ете улица и така натаму. Ево една огромна платформа, утре ни треба за тиквешки грозове, истата платформа ќе ја користиме. Тоа нема да биде направено од трски. Ќе биде, нели, како што барат прописите, како што треба да биде и така натаму. Значи, сакам да речем, ама имаме места. Едно од решенијата е Едно од решенијата, значи, со еден, што се вика со еден, да имаме секојаш огромен паркинг плац, и така натаму, паркинг плац кој ќе се среди, кој таму ќе се наплатува помалку, од сите 10 денари, 20 денари, ја не знам колку тоа треба да се биде. Колку предлагате да биде паркирањето? Јас за 20 денари 2 сата. 2 сата, 20 денари, мислам е многу символично, но ќе имаме за дечињата, дали сакат да планинарат, дали ќе бидат извидници, дали ќе бидат екологисти и така натаму, да ги одредиме до 12 скоевци овдека во Ваташа или малку подалеку и така натаму, по едно барамче, по едно мајче да му облечеме и така натаму. Бициклистите и другите, значи сите вие од невладите организации и така натаму, со тие пари ќе можеме да ги помагаме. Еве, од каде пари? Не, буџетот имаме, ние други пари за други намени. За вакви намени, ние, и дечињата да ги изведеме. Од нас за нас. Од нас за нас, за нашите деца. Значи, и бициклистички стази. За точаците, зборува. Цел град одговара за бициклистички. Не само за Ваташа и до 12 деца стаза бициклистичка и така, преку Ваташа и така натаму. Секаде ни треба тротоар, таа стаза. Има место таму да се направи 2-3 метра стаза и така, и добиците таму да одат. И овие пешаците на таа стаза, тоа е таму фрикфрендно, тоа не е за рекреација, си трчкаат луѓето, си се шеткаат и исто таква стаза низ целиот град, Глишич, до Глишич е направен за Марена, Сопот. Нема да пропадне свет. Десетина километри одлично. Ама, како не ние сега тука ни се до нас, ево, тоа е Сопот, Марена, Глишич, ни се составен ден на Кавадарци, како да се не знам каде. Сега овдека ќе правиме не знам што уште требало на чаршијата, сите од петни жили. А овдека што треба да направиме у Сопот или у Марен, у Глишич, тоа помалку. Тогаш еднаш кога ќе отидеме на 4 години за изборите, ќе му кажеме некој убав збор и така натаму и ќе не снема. Неколку блиц прашања. Градоначелник со мнозинство во Советот. Што ќе се случи и како би работеле ако сте без мнозинство во Советот? Одлуките како ќе ги донесувате? Јас бидејќи немам мои советници, мислам мои советници, моја советничка, сите се мои советници. Јас тие советници само како соработници. Овие што се избрани од политичките партии, други што е Советот на општината. Значи, со тие луѓе не да соработувам, него многу тесно ќе соработувам. Комисиите, сите тие тела во кои тие учествуваат и така натаму, ќе ги разгледуваме најгорливите овие прашања на нашите граѓани. Нема да има нити во Советот, нити кај место во општината и така за политичките партии. Политичките партии се моćни, има таму и седишта, има таму, се имаат инфраструктура. Овде за граѓаните ќе работат. Овдека само за граѓани. И тие, мислам, во повеќе наврати, ја мислам тие се како ги гледам, се познаваме сите по листите, тие се сите разбрани луѓе таму што ќе бидат и така натаму, тие се луѓе добри луѓе, има тука и стручни луѓе и така натаму. Во сите комисии, во сите тела, најдоброто да го извлечеме, јас ќе си направам уште еден мој совет,
Мислам, мои советници. Апсолутно, најблиски. Луѓе кои овдека се познаваме во градот, кои значеле нешто во економската струка, во бизнисот биле и така натаму, сега се постари или не работат во тоа, не е важно како или нека работат и така натаму. И слично, сите тие луѓе и во образованието, колеги, нели, јас едно време таму бев, и слично на тоа, значи, тој совет, тој мојот исто така совет, ќе ни помога и на тој совет, и на мене уште повеќе, и слично, сите заедно ви велам, оти советници е вака, кога разговараме со луѓето и тие, од тие поубави совети, здрави веќе подобро. Што има јас да измислувам работи, па не се работи овдека за мене или за мојата баба, овдека се работи за граѓаните, за градот, за оваа општина Кавадарци. Може ли градоначалникот да функционира без помош на владата и како тоа може да биде успешно обавено? Не може без помош на владата, ама таа влада и на сите нас влада. Кавадарци е исто така, како да кажем, во агендата, во грижата на владата, на премиерот на владата и слично на тоа. Така да ја не гледам зошто не би соработило. Јас чувствувам таа влада и која да е друга влада како моја влада и како влада и на општина Кавадарци. Така да јас сум фин господин, како што ме знаете, сум чукал на многу врати, на многу влади, на многу премиери, со сите, заправо. До сега нема премиер со кој не сум разговарал, не сум соработувал, не сме седеле во... Да, вие сте биле лидер на вузарите и сте имале можност и со Лучковски, со Груевски, и со лично други. и надвор од кабинетот и во кабинетот и така натаму, со сите сум разговарал и слично и мислам дека беа големи притисоците, да се разбериме. Навистина стана една таква ситуација, една просто експлозивна, неиздржлива. Мислам, со лозарите сега зборувам, кога дојде... Го менеджиравте тој проблем едно време. Да, но не дозволив пак, нити некој да биде повреден од моите лозари, нити закане некој да се исполни, да го, не знам што да му направиме во Тиквеш или во другите винарски визби и така натаму. Мислам, ги решавме, работите како што доликува, што се вика на зелена маса. Секој сме разговарали и тоа нема причина. Јас ќе барам од нив соработка, помош и замоти ќе ја добијам и така да од сите институции и се што има во Скопје да ми помогат. Мислам на вие. Владени институции, дури и невладени организации кои имаат големи буџети на пари. Се што е тука во Скопје да ми се помога и така натаму, и јас не ми е мене работа, јас секој ден да одам и таму да седам во Скопје, него сум тука. Но од тука ќе ги воспоставиме и така натаму и ќе најдеме луѓе кои ќе лобираат, кои ќе ни помагаат овдека. Мора ние да најдеме, мене ми е многу жал што од Кавадарци немаме стотина луѓе во Скопје на убави места таму распоредени. Тоа го рекоа некои од моите соговорници, ваши колеги во оваа трка. Малку луѓе имаме во Скопје, во министерство, од поодамна немаме. Многу малку, одека ќе си извади очите за едно столче, мислам, градоначалничко или за парламентот кој ќе седне и толку. Сето расправи тука навивачки групи и така натаму се јавуваат кој да биде градоначалникот и слично, наместо да видиме како стотина луѓе, без разлика заменици министри, без разлика, за градот кој ќе работи, каква партија. Овдека нема политика и нема партија. Партија ќе има други парламентарни избори, пак убаво, како граѓани, достоинство на тие парламентарни избори, пак треба да размислиме убаво и така натаму. И таму кој ќе прави парламент, кој ќе прави натаму влада и така натаму. Ама тие се други избори, нетња ги имавме, пак ќе имаме наскоро. Значи, овдека разговараме, само и јас сум во тоа, што се вика посветен, предаден на оваа работа, што да направиме со општина Кавадарци и со нашите граѓани пред се. Како би го организирале вие Тиквешкиот Гроздобер како манифестација, една од најкрупните во општината во текот една година? Дали би смениле од ова сега милје кое го имаме секоја година? Ова милје е, како да кажам, назадуваме. Ајде да не бидам, мислам, луѓето, тие малку се луѓе, тоа е многу малку капацитет, ги знаеме луѓето таму, тие се малку луѓе. Овдека сите граѓани на општина Кавадарци, 30.000 колку што не има, од малите и така натаму, од забавиште, сите треба да се дадиме да спремаме ова манифестација и сега е веќе доцна денеска, ако не сме почнали тоа да го правиме. Цела година тоа се спрема, сум одел, сите сме одели на разноразни такви манифестации, Гроздобери, мајко. Што? Значи, тука се лозарите, ја не гледам овдека лозари.
наши обичаи не гледам. Ја не гледам тука кошеви, крбликаци, буриње со вино на чаршијата. Ја не гледам тука грозје да се продава. Ја не гледам тука да се продава маџун, да се продава ршели, равени и така на. Ама тоа треба ние. Што работиме? Ја не знам што е. Ја не разбирам. Или па толку ми фаќа умор. Зар ние тука рок ќе правиме Вие концерт? би го донеле се тоа ова на Гроздобер? Да, јас се тоа ќе го ова да биде прав Гроздобер на лозарите и ќе ги повикам сите соседни земји, сите збратимени градови, да видиме други медиуми и така натаму. Но претходно да се суредиме, да се измиеме што се вика очи, да се дотераме како граѓани, да се насмееме, да покажеме нашата гостоприемливост. Вакви намуртени озлое, полни со омраза, никој нема да ви дојде. Вас ќе ви дојде ли некој дома гостин вие, дома раскарани во фамилијата, и така натаму, само што нема никој да седе 5 минути дома кај вас. Така и кај нас никој не доаѓа, само заради тоа што сме раскарани. И ние треба да бидеме длабоко свесни за тоа. Инаку, Гроздоберот, па тука можеме заедно со комшиите, неготинци, со Демирка пија. Ова реков, ова е вински пат, инаку еве го има друг пат. Но со мали винари, со наши вина и така натаму, пред тоа разни овие, како се викат, конференции, науката да се викне и слично тоа. Ние немаме институции тука. Институтот за лозарство и винарство во Скопје. Ви се молам, тоа значи, каков е тоа абсурд, мислам, да не речеме, нели, сепак сме јавен овдека, зборуваме и така. Како може тоа? И тие таму си седат, владата таму си дреми. И така натаму. Институтот за лозарство и винарство во Скопје што прават тие луѓе? А ние за една најобична анализа, немам ни лабораторија, трчи од овдека во Скопје, изгуби го цел ден. За почвата, за... Ма, како бе, ама чекате, ние развиваме овдека лозарство, овдека не е играч. Цела индустријска гранка. 5.000 хектари лозе сега имаме овие на пуштија без вода. Ја затоа често пати викам, вода бе луѓе бе, капка по капка бе. Како може без вода? И кое време сме? Системи направивме пред 50-60 години нашите родители и така натаму, ги направи пред 5-6 години и тука застанавме и сега ние се чудиме што да правиме, се прашуваме. Значи би видоизмениле оваа манифестација и тоа многу. Да. Би поканали навечер да имаме концерти големи и така натаму. Апсолутно ќе поканам, ќе бидат сите тука дојдени, ќе го поканам, повеќе се уредиме и танец тука да ни дојде и другите културно-уметнички друштва што значат, што се светски познати, а се наши. Но само македонско така. Македонско, ама тука треба да го покажеме нашиот фолклор. Не, како да кажам, непријатно ми беше. Таму звучиците, значи ќе ги рушат зградите, а дулот наму претаска Катерина Танева си стоат и така натаму и си правиме муабет. Многу кажете си тоа. Ние место да го направиме, ние бе да имаме тука музичари, имаме бе тука земјоделци, лозари, се имаме тука. Фолклорни групи, се имаме. Ќе поканиме други пријатели, други музичари тука од нашиот регион, од Македонија и така. Значи, тоа мора да биде тоа. Што би направиле со објектот Лалуна, многу често го спомнува тој големите партии, еден објект така запуштен стои пред градскиот стадион. Ја не знам, Маријане, ја не знам како тоа се дозволи така да, не да се руинира, него тоа да стане легло на тоа што не треба да биде. Тоа мора да му се даде. Дали ќе биде тоа, бидејќи тука парк, бидејќи се тука спортски терени и така натаму, можда многу убаво би било некој ресторан, можда нешто слично, винарија некоја и апартман. Тоа е мирно таму, место таму, не паркот е тоа, тие апартмани ќе изодат. Во целиот град многу малку имаме апартмани. Додуше немаме ни гости. Сега зборавме. Значи, ако ги живниме со овие работи што ги бараме. Во последни 3-4 години колку апартмани се направија во моето наму село, во Велестово, во Галичице, во планината горе. Во Змијарник тоа беше обичен. И сите се полни. Навечер јас тука ми е стапот со мене, ги бројам колите, сите му се полни навечер. Да вистина. Да. Кај нас не доаѓа никој. Овде би го решил Хотелот е празен, не го онде кај празен, овде нема гости таму, апартмани немаме. Помали апартмани, спратови така празни изја. Тој е капитал. Од тие 100 квадрата, од 80 квадрати, 2 нека бидат само, може и 3, ама 2 апартмана не да спрат, нека се направи. По 50 евра, тоа се 100 евра на вечер. Вински туризам е скап туризам, е ексклузивен туризам. Такви гости ќе ни дојдат. Ние треба да гледаме големата слика.
Ние сега уште у Охрид имало по 5 евра апартман, соба, кревет, како се вика тоа и така. Остебе ние развиваме овдека, ќе развиваме вински туризам, какви 5 евра. Инаку се работи. Јас, нели, бев во Австралија, нели гледав што работев, не сум не да гледам. Да, и во Калифорнија, Австралија. Во Калифорнија, и се молам, таму треба да платиш 500 евра, долари од вечер, спи. Нека не бидат 500, нека бидат 50. Едного, јагода и орцу, како можат апартмани, и убаво си работат, одам јас таму, во Давниште. Ето го таму тонци, види го бизнисот. Нели? Такви примери може да се... Такви, Димито, створат, мислам, со син му, крстев со син му и така дат. Значи, зошто не може тоа да се направи во Бегниште? И Ресава каде што има доцно зрење на грозието, чисто грозие, помалку прскано така. Апсолутно. И одам ја често пати таму од Охрид, па таму малку ќе завртам во Вевчани. Па како тие може да направи држава? Ние може да се посмееме над. Меѓутоа, ја ги гледам автобусите, колите, од рана пролет до доцна есен, полна Вевчани. Да изворите во кафеаните, тоа убаво уредено и така. Прекрасно. Како може тие луѓе да си го... Значи, од винскиот туризам можеме многу да профитираме. Апсолутно, ама тоа е најексклузивниот и најпрофитабилен туризам. Знаете колку една, па еднего во Охрид, 3 евра една чаша. Малку во чашата вино. 3 евра е. Ќе седите во кафичо. Давидо, мислам дека сме добри во оваа емисија заради благодарение на вашата искреност и елоквентност. Кажете ми, евидентно е дека во програмите на градоначалниците на вашите колеги, па и веројатно во вашата, можеби не, кажете ми, се презастапени проектите од типот реконструкција на локални, малски улици, изградба на кружни текови и слично. Со еден збор, проекти што треба да бидат тековно или нормално работени за градоначалниците. Апсолутно. Кои се вашите пошироки погледи за Кавадарци како визија? Како го гледате градот наредните 4 години? Ова што го зборевте до сега. Да, јас и кога ги гледам програмите и на минатите избори, нели, ги гледам погодно кога се работи за локални избори и тука и на други колеги во другите градови и така натаму, си разговараме, се знаеме колку е Македонија, сите се знаеме. Просто понекој сум нажален, ми се плаче. 100, 200 проекти, што се тоа проекти? Улици, крпење на улици или правење, обновување или тротоари или овие паркчињата и така натаму. Па тоа се тековни работи. Што друго би работела нашата комунална фирма, мислам јавно комунално и така општината, ако тоа не го прави и ако тие не ги проширува и слично. За мене се проекти Пулевец да се направи. За мене винскиот пат. За мене еден проект, тоа ќе го направиме. Еден пилот проект 100 винарски визби со можност за вински туризам. Значи тоа без тоа не оди. Не оди без тоа. Нивно поврзување. Само 100. Во Истра, да не кажам колку, денес како Печорки, а немаат лозови насади. Мали се тие лозови насади. Колку да не зборуваме сега за другите и така натаму, да не се комплексираме. Да, апсолутно. Ние можеме и мораме тоа да го направиме. Значи, само нека бидат 100. Јас затоа реков секаде прават овие зони економски, индустријски, нас ни треба зона винска. Дали тоа ќе биде Волшка река, таму ни треба секако вода, секаде ни треба друга инфраструктура, друга, нели, овој патот што рековме, овој регионален Кавадарци, Дисан и Демиркапија и така натаму. И кога тие 100, значи тука се затоа ја преска ги спомнав овие ИПАРТ фондови. Грантови се тоа, неповратни средства, други поволности кои не ги дава Европа. Затоа не брецаат тие, со право. 4 милиарди што му направивте. Нели требаше ова да направите, нели требаше вакво земеделие. Сега збориме за земеделието и во другите области, но за земеделието зборуваме. Синоќа, јас многу малку зборував. Пак ќе го спомнам. Да, луѓето просто ме изненадија и вака презадоволен се кинесав од сопот дома и си одма отидов да си легнам, иначе неколку ноќи не спијам, пон сум со немир, сакам нешто да се направи со оваа општина и со овие луѓе. Ние граѓаните сакам да ги видам насмеани овие лица. Јас сакам да видам ентузијастичен, полетен, затоа ја ќе ги потикнувам луѓето. Кажете ми, дали би имате може да поставите по едно прашање за вашите против кандидати? Дали би имале да им поставите такво прашање? Ја мислам
Не знам, но мислам дека преска реков на почетокот, тие добро, само тие како овојте се добри млади луѓе и двајцата. Едниот успешен во бизнисот, другиот успешен во политиката, многу успешен во политиката и овој во бизнисот и така натаму. Така да но се млади, мислам, овдека се работи за татко на општината. Им треба мудрост и треба години. мудрост, и јас не сум во добата во цветот на младост, ама сум во добата на мудрост. Ако ви понудат да ви ја вратат младоста со оваа мудрост. Не, јас ќе си ја задржам мудрост. И ова И љубов, староста. и ова мудрост која носам со мене, и ова, да кажам, и добрина и љубов која носам. Вие сте со мене. задоволни од себе? Апсолутно сум задоволен. Секогаш сум со добра волја. Сакам да помогам на луѓето. Ете, затоа реков сум секогаш со вас, тука сум да ви бидам службеник, да ви бидам слуга. Ротакави луѓе може да им се обратите на граѓаните, што би им порачале за 15-ти? Тие да направат прав избор. Јас му препорачам да го видат. Ова се сериозно да си размислат, да направат правилниот избор. Јас верувам во граѓаните дека тие ќе го направат тоа. Доволно сме сите сега. Помудри сме од овчера. После 25 години демократија? Сите после 25 години, така да јас верувам во апсолутно во нив, дека ќе дојдат, дека ќе го направат изборот и јас уште сега им благодарам и на досегашното, еве како комуницирам со нив и му честитам на изборот што ќе го направат на 15-ти за време на изборите. Ти благодарам што им беше гостин. Благодарам и вас. Нашата куќа редовно ќе те следи на сите пресконференции и се што е во духот на оваа кампања сега. Јас сум сакам многу успех. Јас сум саме тешко секаде треба да стигнам. Еве, но некој ви пружа трака ви ми дава пружа, подршка. да, кога ќе ги видиме вака навечер луѓето кога сум со граѓаните и така натаму, кога тие така ме поддржуваат, веруваат во мене и слично, и јас исто така и радосен од таму, секој се кине со. Благодарам ви, посакам многу успех. Ви благодарам и вас. Успех во кампањата, почитувани гледачи, вам ви благодарам на вниманието. Беше тоа Борис Давидов, кандидат за градоначалник на општина Кавадарци за престојните локални избори кои се одржуваат на 15 октомври. Пријатно со нашата програма.